Здравствените власти попладнево прогласија епидемија во Гостивар. Одлуката е донесена откако е надмината неделната граница на заболени и во последните 24 часа. До сега најголем број на гостиварчани побарале медицинска помош во градската болница Ферит Мурат. Поради зголемениот број на заболени со гастроентеритис и надминување на лимитот на неделно ниво, Центарот за јавно здравје Тетово, Оделение за епидемиологија Гостивар, пријавува епидемија на ниво на подрачјето на општина Гостивар. Овие неколку дена е зголемен бројот на заболени. Епидемиолошките анализи се во тек. Бројката се подобрува, но сепак не е доволна. Па затоа од Институтот за јавно здравје апелираат до локалното население да соработуваат со медицинските и епидемиолошките тимови. Досега сработените анализи не даваат јасна слика. Ние се уште не ја знаеме, причинителот уште ни е непознат. Во тек се испитувањата и чекаме резултати да видиме за што се работи. Редовно ја следиме состојбата, редовно спроведуваме епидемиолошки увиди, ги анкетираме заболените пациенти. Тим на Институтот за јавно здравје од утрово се приклучи на тимот од Центарот за јавно здравје од Тетово и за само 24 часа примени се околу 140 пријави од граѓани. Анализата на мострите вода подигнати од 4 локации во Гостивар ноќта помеѓу четвртокот и петокот речиси е изработена. Станува збор за физичко-хемиска и за микробиолошка анализа. Се проверуваат резултатите и на одите кои утре ќе бидат доставени до обвинителството, но во интерес на истрагата, не и до јавноста. Со цел анализата да биде изработена стручно и навремено, стручни лица од институтот и викендов се на работа и ги анализираат примероците. Резултатите ќе бидат доставени до јавното обвинителство за постапување во текот на утрешниот ден. Засега од полицијата и обвинителството нема официјална потврда дека тимовите на Институтот за јавно здравје биле спречени да подигнат мостри од градскиот водовод во Гостивар. Според медицинскиот билтен во Гостиварската болница Ферит Мурат, во последните 24 часа на инфективното оделение се примени 204 лица и тројца се хоспитализирани, а на детското оделение се примени 105 деца кои имале здравствени проблеми. Тоа е досега највисока бројка во едно деноноќие и покажува дека пикот се уште не завршил. Од понеделникот, кога според раководството на болницата во Гостивар се јавил првиот пациент, заклучно со денес, над 1500 гостиварчани побарале лекарска помош. Апелираме граѓаните да ги следат официјалните препораки, да одржуваат редовна хигиена на рацете, а лицата со повраќање, диареја, покачена температура или знаци на дехидратација, навремено да побараат медицинска помош. Одлуката на Агенцијата за храна и ветеринарство за забрана за користење на вода од градскиот водовод во Гостивар останува на сила.